Знам дека ова одлука не е лесна. Знам дека на сите ни представува многу сериозно прашање, дури на моменти и болно. Но верувајте, Европската Унија и НАТО се единствената алтернатива што ја имаме. Ние друга можност или друг избор немаме. Денеска за нас пратениците, а на денот на референдумот на сите граѓани на Република Македонија ќе биде одговорноста да одлучат каде ја гледаат нашата држава. Дали изолирана, безперспективна, постојано под безвредносни закани, со меѓуетнички конфликти, нестабилна, економски неразвиена, без владење на правото и заробена во корупција, или Македонија која представува рамноправен партнер на европско и на светско ниво под заеднички безбедносен покрив, просперитетна и економски стабилна, каде што принципите на владење на правото, на почитување на правата на граѓаните ќе бидат основа и приоритет за секого. Самоволието на владата и владеачкото мнозинство не застанува. Закажувањето на седницата денешнава и добивањето на материјали се само потврда на сето она што се случува. Имено предлог одлуката можевме да ја видиме од медиумите, а ние како пратеници ја добивме на 10 минути пред започнувањето на самата седница, предлог одлука за референдум на кој што ќе се решаваат најголемите прашања за Република Македонија. Со самото тоа, што овој референдум во член 1 се планира да биде консултативен, тоа укажува дека ова за вас е само форма и отвара можност за резултатот од референдумот да го толкувате како сакате. Дали, доколку можниот исход е неуспешен референдум, без исполнет цензус, а доколку повеќето граѓани на таков референдум без цензус гласаат за, може да се толкува како одобрување и можат институциите да продолжат со реализација на овој договор за кој што станува збор во самиот референдум. Моje мислење е дека токму тоа е и целта.